Денеска православната црква ги празнува Свети Симеон Богопримец и светите маченици Адријан и Евула. Свети Симеон Богопримец. Во времето на египетскиот цар Птоломеј Филаделф, Симеон бил избран како еден од познатите 70 на кои им била доверена работата на преведувањето на Библијата од еврејски на грчки јазик. Симеон ја работел својата работа совесно, но кога ја преведувал книгата на пророкот Исаија, па дошол до она пророштво: ете, девица ќе зачне и ќе роди син, тој се збунил, па зел режалка да го избрише зборот девица и да го замени со зборовите млада жена и така да го преведе на грчки. Но во тој момент на Симеона му се јавил ангел Божи и го спречил во неговата намера, објаснувајќи му дека пророштвото е вистинито и дека се е точно запишано. А дека е вистинито и точно му рекол весникот Божи, ке се увери самиот тој лично. Оти по Божјата волја нема да умре додека не го види Месијата, родениот од девојка. Се зарадувал праведниот Симеон на таквиот глас од небото. Го оставил пророштвото неизменето и му заблагодарил на Бога што го удостојува да доживее и да го види ветениот. Кога младенецот Исус бил донесен од Дева Марија во храмот Ерусалимски, Духот Божи тоа му го јавил на Симона, кој бил мошне стар и бел како лебед. Симеон брзо отишол во храмот и таму ги познал и девицата и младенецот, по светлината што зрачела околу главите нивни како ореол. Радосниот старец го зел Христа во рацете своји и го замолил Бога да го отпушти сега од овој живот. Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според зборовите твои, зашто очите мои го видоа спасението твое. Тука се нашла и пророчицата Ана, ќерката на Фануил, која и самата го познала Месијата и му го објавила на народот. Ана тогаш имала 84 години. Наскоро потоа светиот Симеон се представил. Овој праведен старец Симеон се смета за заштитник на малите деца.
Светите маченици Адријан и Евула. Овие две свети души дошле од своето место во неја во Кесарија Кападокиска, да ги посетат во самица затворените христијани, да ги утешат и да ги охрабрат. Но и тие биле фрлени и на смрт биле осудени. Адријан го исекле со меч, а Евула го фрлиле пред зверовите во 309 година. И така, не жалејки по овој живот, тие чесно и радосно преминале во вечниот живот. Достойно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рощую, суштую Богородицу, тја величае.